Со изведба на Одата на радоста на градскиот плоштад во Тетово започна одбележувањето на 9 мај Денот на Европа. Тетово е пример за голем европски град и ќе продолжи да ги промовира европските вредности, порача градоначалникот на Тетово Теута Арифи. Тоа што нас не прави европејци или жители на Европа се дефинитивно вредностите на толеранцијата и на разбирањето. Тие вредности кои се секогашни и вредности врз кои се реализира денешната Европа. Денешната заедничка Европа ќе останеше само сон, доколку политичките лидери ќе немаа смисла и храброст да го реализираат практично тој сон, без разлика колку беше и бил тежок. Токму поради тоа, сакам овој денешен говор да го завршам со цитат од еден од создателите на Европа, Шуман, кој вели дека ништо не е можно без луѓе, а ништо не е одржливо без институции. Да ги зајакнеме нашите институции, како што е нашата општина, за да бидеме дел од нашата заедничка Европа. Делиме ист сон, заедно да живееме и да шириме мир и толеранција, рече представничката на грчкиот конзулат во Република Македонија. Today, here in Tetovo, this welcoming city. Тука сме заедно да го одбележиме Денот на Европа. Покрај обединувањето на државите, Европската Унија ги обединува и граѓаните. Делиме заеднички сон, да живееме во мир, толеранција, просперитет. Учениците од основните училишта во Тетово преку штандови ја промовираа културата и традицијата на некои земји членки на Европската Унија. Навистина како екипа од основното училиште Андреја Савески Кикиш од Тетово, премногу сме задоволни од трудот затоа што на очиглед имаме еден од најдобрите штандови тука, највеќе се потрудивме, не ние како наставници, туку највеќе децата, затоа што они покажаа особен интерес за културите, посебно за уметноста во целиот свет, а овдека навистина има децата прекрасна можност да своите креативни идеи ги изразат на штандот. Имавме пица направено, имавме знамето италијанско направено, имавме целата земја Италија направена, целиот штанд имавме флаери направени исто од деца, навистина за децата петка. Оваа година од школа Лирија ќе биде Франција. Како држава се знае Франција каква држава е со една голема култура и свет, децата изработеа нешто. Вака и тоа голема работа со свој труд, со свој напор, вака све направија и изгледа убаво. Да ја презентираат Франција и све култура, релиеф, што има географски, тоа све. Ние, учениците од училиштето Лирија, ја представувавме културата на Франција, бидејќи денеска е светскиот ден за европските држави, ние од Лирија ја представуваме Франција и ги представивме традиционалните јадења на Франција. Има и ликови така познати од Франција што се. На нашето училиште му падна да ја представува членката на Европската Унија Франција. Од учениците и наставниците беа изработени проекти и на Хамери ја представувавме културата, традицијата на Франција, направивме палачинки и некои други традиционални јадења, донесовме француски леб. Нашето училиште ја преживува државата Унгарија, која е една од 28-те членки на Европската Унија. Таа е влезена во 2004 година со другите 9 членки. На дополнителните часови во училиште по географија изработувавме и истражувавме карактеристики на Унгарија, при кои ги покажавме нови проекти кои се зададени на штандот. Институтот за развој на заедницата од Тетово ги промовираше резултатите од истражувањата кои беа спроведени на локално ниво, финансирани од Европската Унија. ИРАЗ учествува со представување на резултатите кои што ние ги имаме постигнато со финансиска поддршка од Европската Унија за проектот кој што ги имавме во соработка со заедницата на единици на локална самоуправа за поддршка на комисиите за односи меѓу заедниците. Денот на Европа со сите вредности кои што ги има Европа, нели денеска е момент кога може да ги одбележиме и да повикаме да се почитуваат правата на немнозинските заедници на локално ниво. Сметам дека тоа се врвни европски вредности кои што би требало да бидат применети да се почитуваат и во Македонија на локално ниво во сите општини кои што ги имаме кај нас. Благодарни сме за оваа иницијатива. Јас сум прв во Тетово. Тука е многу интересно и многу сум изненадан од убавата прослава за Денот на Европа.
Ние сме овде за промовирање на проект за човекови права, кој е финансиран од Европската Унија и сакаме да го пренесеме ова искуство во нашиот град Неапол. Многу сум благодарен за овој прекрасен пречак. Позитивно сум изненаден и прв пат доаѓам на Балканот. Запознав многу добри и топли луѓе. Оваа прослава е одлична иницијатива за меѓусебно запознавање. Ги поканувам сите италијанци и европејци да ја посетат Македонија, бидејќи е прекрасна. Денот на Европа е воспоставен како ден на сеќавање на декларацијата на францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман во 1950 година, што се смета за прв важен чекор во настанувањето на Европската Унија.